Дали можете да ни раскажете малку за себе и за вашиот пат од средното општинско училиште во Чопела до денешната позиција? Прво да ви се представам, јас сум професор Зоран Димовски, со прекар уште од детство пејрак. Што значи, точно не знам, прекара. Значи, во мојот пат средношколски почна и заврши во народен херој, тогаш се викаше Орде Чопела, сега не знам дали знаете името. Имам прекрасни спомени од тоа училиште. Значи, првата моја желба беше, бидејќи сум голем љубител на животинскиот свет, затоа и се запишав таму, првата желба беше ветеринар да бидам. Но со текот на времето се јавија многу повеќе желби и соништа кои што сакам да ги исполнам. И втората желба беше тутунски техничар да бидам и на крајот заврши да бидам професор по физичко. Измеѓу се јави желба и професор по ликовно да бидам, бидејќи добро цртав като дете. И од прилика мојот средношколски пат е тој, инаку растев како доста темпераментно дете и добар ученик бев. Значи бев одличен, ама не сум степен. Ве благодарам. Што ве инспирираше да ја продолжите кариерата во полето во кое работите? Па еве, значи нешто во претходниот одговор спомнав. Бев спортист, значи бев темпераментен како младенец и освен животните спортот бев активен фудбалер. Мотивација ми даде и сега ваш професор Славе Димовски, кој пред некоја година отиде пензија. Сега мислам синот него, Фигур, е професор, го наследи татството. Мојот добар пријател, да го поздравите воедно. Желбата тука се роди да завршам факултет за физичка култура. Воопшто сакав да бидам педагог, да работам со деца. Мислам дека не би било за. Можете ли да ни кажете повеќе за клубот и што сте го основали? Фудбалскиот клуб дојде некако непланирано и спонтано. На кој начин? Во тој момент јас бев 27-28 години, бев женет и имав мала тентичка, а приходи никакви не. Ме издржуваја родителите и едноставно се барав себе, се уште не бев работен. И дојде еден повик од професорот Велимир Јакимовски, тогашен председател на Сојузот на училишен спорт, кој што лично и не го познав. Тогаш се запознаме да појаснам на јавноста незнавицата Конфи Ангел, Ирена Јакимовска, моја ќерка на нажалост починатиот професор Велимир. И тој ми ја даде идејата, јас мислев ме вика да му помагам, имаше тој клуб за детски фудбал, но тој во ствари ми понуди да сформирам свој клуб. И тоа го за 2 недели подготовка го направивме, бидејќи моите родители беа наставници до 4-то деление, одделенска настава. Мојата мајка работеше во Климент Охридски, а татко ми во Гоце Делчев. Направивме флајери, поделивме по децата и стартувавме со точно 24 дечи. Сега дојде време, прво работевме така како школа, но како се развивавме, дојдовме до поголема бројка на деца. Тоа време сам работев во клубот. Значи, дојде време да учествуваме во организиран систем преку Фудбалската федерација и го формираме клубот. Тоа се случи некаде 2007 со сите документации, печати, фирмари, не знам како да се изразам, званично, вистински клуб, со сите пропратни елементи во 2007 ФКП се створи, а инаку од 1996 функционира како школа клуб. Благодарам. Ако можете да се вратите назад, каков совет би си дали на себе како средношколец? Па искрено
Јас сум задоволен со школскиот живот. Може би бев малку потемпераментен и ми е од сегашна гледна точка, бидејќи сум професор, спрема некои професори може бев потемпераментен, ама бев некултурни тоа време. Може малку понемерни си бевне, али пример со личноста, професор никош не се расправа. И некој шо друго, бев солиден ученик, може би можели појак да бидам, но за ова што го завршив, доволно добро учев. Не знам што би препорачала, инаку не само за учениците и помладите категории, за возрастните мора да имаме цел во животот. Ете, можеме тој како сон да го наречеме, мора да го сонуваме и да се трудиме да го исполниме. Па до кај ќе стигнеме, кој се здрави. Која е вашата порака на сегашните ученици на Орде Чопела, кои имаат големи соништа? Па прво сакам да го пофалам училишниот центар Орде Чопела, кој што се разви во еден од најдобрите во градот, затоа што следоци сме дека последно време се запишуваат доста голем број ученици во тоа училиште. И јас отклучев има доста нови струки во Орде Чопела да одат по своите цели и соништа, би го препорачал, затоа што сепак најмногу од се од нас зависи каков живот ќе има. Што би им препорачале на младите кои мислат дека успехот е далеку или невозможен? Да ги сврлат тие мисли, дека не се точно тие мисли. Полесно ни е на луѓево да обвиниме некој друг. Се некој друг ни е крив за нешто, ама треба да се потрудиме. Затоа што за да дојдеме до некаков успех, ајде да прошириме делиштето. Сакам да бидеме музичари, најмалце што треба е да се запишеме музичко и да научиме да свириме на инструмент. Или во колку имаме убав глас, не е само да имаш убав глас убав, треба и да се школува глас. Значи за се треба наука, ајде да се изразам така, и доста вложување. Ние си сакаме со малку труд до големи нешта да идеме, тоа малку тешко. Ви благодарам, тоа е се. И да,